Здраво или добро утро, браќа и сестри. Сите ве благословувам да имате убав ден, да помините убаво во мир овој ден, во името на Исуса Христа. Амин. Сакам да ви кажам, јавно сакам да кажам, дека денеска ми се случи нешто са Бајле, одејки со автобусот од Тетово за Скопје на работа. Тргнав во 6 часот од Тетово и стасав во Скопје некаде околу 7 утринава. Одејки кон работното место, знаете, врвам преку еден мост кај железничката станица, одев под мостот, за потоа да се качам врз него. И веќе крдо кучиња, значи толку многу кучиња не ги видов. Беа толку агресивни, ги гледав како во устите отворени лаат и веројатно викаа, лаеа многу. Почувствував трепет во телото, немир и нема кому да му свикам, нема кому, имаше и во близина 2 жени и едно момче, но и тие се вознемирија и се исплашија. И застанав и првото нешто на кое се сетив, реков, ќе го повикам Господ Исус Христос да дојди, да ме чува, да го сочува мојот живот сега и овде. Кучето беше едно црно, кое дојде на кај мене. Лае, но во моментот јас ја испружив раката кон него и реков во името на Исус биди мирен. И кучето како лаеше, јас му велам смири се во името на Исус. И веднаш замина. Фала ти Господи Исусе Христе. Слава ти Господи Исусе Христе. Ти благодарам. Крвта на Исуса Христа навистина беше покривало на мојот живот и ме чува. Ти благодарам, мили Исусе Христе. Бескрено ти благодарам и пак велам, фала ти. Татко наш, мој Господ Исус Христос, кој го чува мојот живот во него. Многу било важно, вистина. Момчето, кој беше тука близко до мене, го видов само дека толку беше исплашен и некаде викаше на телефонски, некому се јавуваше за некој да дојде, но беше во многу страв. А кучињата останаа мирни, лаеа и полека се смирија и не одминаа. Тоа се случи. Да, вистина ви кажувам. Ова е истото куче кое пред 1 месец нема, ми се чини, мене ме касна. Јас му простувам. Да, животно му простувам, но претпоставувам дека било гладно, дека било сурово гладно, затоа, да, овој пат беше многу смирено. Фала ти Господи Исусе Христе. Со Твојот крст го носам во срцето и во името на Исус благодарам и велам амин. Ве поздравувам. Сите глуви браќа и сестри, пазете, немојте да заборавате, внимавајте. Чувајте го во собственото срце гласот на Господ Исус Христос кој ви се објавува. Ако не се молите и се паничите во таква ситуација, не е добро и не е вистинско решение. Многу е важно, јас верувам сега дека да, Господ Исус Христос на вистина го слушна, го побарав, дојде и ме спаси. За било што во животот, за сите проблеми, се оставам во негови раце. Се научив да го повикувам и дека тоа е многу важно. Се гледаме. Продолжуваме со читање на Библијата, ќе се видиме во некоја средна библиска средба. Убаво да поминете во мир сите браќа и сестри, да сте живи и здрави. Во името на Исус Христос. Амин. Ве бакнувам.